Еден од најголемите стресови при патувањето е како да се сместат сите неопходни работи во гепекот на автомобилот кои ни се неопходни за едно долго патување. Екипата на Автомагазин во Женева тргна на пат со многу работи, но беше прашање како ќе ги сместиме. Кога дознавме дека на тест ќе го имаме новиот кеди во патничка изведба, да бидам искрен, бев малку скептичен како ќе ги собереме сите овие наши неопходни работи кои ни се не само за облекување, туку и за техниката. Овој гепек е деклариран дека собира многу работи. Веднаш ќе видиме како се однесува кога има еден мал рид од торби ставен во нив. Ја мислам дека сите работи се тука внатре и ни остана една најглавната. Неколку сендвичи за попат. Откако почна да се произведува со новата наменска филозофија во 2003 година, Кеди полека, но сигурно го трасира својот пат во класата на многонаменски возила. Од тогаш се продадени повеќе од 860.000 примероци на Кеди. Сегашниот изглед може да се окарактеризира како модерен. Робусната каросерија е скроена да понуди многу употреблив простор и удобност, но сега е спакуван далеку поатрактивно. Предницата наликува на онаа на Поло и Голф со задолжителни зафати, таквите решенија да бидат во склад со зголемените пропорции. Внатрешноста е лесно достапна. Предните врати широко се отвораат, а на задните седишта пристапот е преку страничната лизгачка врата. Интериерот го има во обичајниот Volkswagen амбиент. Тоа значи дека ергономијата е на високо ниво, која заедно со високото седење пружаат одлична прегледност. Голема предност е можноста наслонот на задните седишта да се навалува, со што долгите патувања се релаксирачки. Ги имаме сите предуслови за совладување на долга релација. Како двигател го имаме членот на новата генерација на TDI мотори на компанијата. Неговите 4 цилиндри и 16 вентили се напојуваат преку Common Rail, кој со помош на турбината од 1,6 литри за фатнина произведува 102 коњски сили. Во содейство со 5-степениот мануелен менувач се стокмени за економично и смирено работење. Одржувањето на константна висока брзина не е економично. Ние во првите 1900 километри забележавме просек од 7,9 литри, параметар што не изненади позитивно. Во градски услови на возење потрошувачката останува на ниско ниво. Моторот добро се однесува, одлично соработува со менувачот и не бара чести менувања на преносот. Кога се враќавме за Скопје, не издржавме да не го испитаме однесувањето на стрмен пат. Италијанскиот дел од Алпите ни делуваше доволно примамливо за оваа наша намера. Тука до израз доаѓа можноста на агрегатот. Повторно ист заклучок. Подвозието, звучната изолација и изборот на мотор и менувач се погодени за секаков вид експлоатација. Прекрасниот пейзаж и однесувањето на стрмата маршрута само го потврдија нашиот позитивен заклучок за новото Кеди. Комодитетот е за пофалба, истото се однесува и на подпирањето. На оваа дистанца во која поминавме нешто помалку од 4000 километри, се убедивме во квалитетната изработка на Кедито, но и удобноста која доаѓа до израз на подолги релации.
Скептицизмот кој го имав поради релативно малиот мотор исчезна, бидејќи може да се заклучи дека на овој мотор може би му недостасува вртежен момент типичен за дизелите, но ние успеавме без поголеми проблеми да одржуваме добро темпо на отворен пат. Тоа најмногу дојде до израз во Италија, каде што просечната брзина на движење ни беше помеѓу 140 и 150 км на час. За овие 4000 км за Кеди можам да се изразам извонредно позитивно. Се разбира, не е ова перфектен автомобил, во него не ми се допаѓа што менувачката палка е многу мала и заменувањето на брзините, раката се доведува во неприродна положба. Недостаток е можеби и цената. Возената варијанта изнесува нешто повеќе од 22.000 евра до регистрација, се разбира, што е многу повисоко од неговите конкуренти, но сепак Volkswagen секогаш има некои адути од ракавот кои придонесуваат за неговата добра продажба. Кеди може би нема да биде лидер на пазарот во ова издание, но сепак оние варијанти кои се многу поевтини ќе бидат многу добро запазени од купувачите.